тоа што ние го правиме, да кажеме, веќе 10 години се трудиме на некој начин преку вклучување на младите и креирање на еден безбеден простор за младите, тие пред се да се запознаат, бидејќи реалната слика за Куманово, иако е мултикултурно, е навистина до одреден степен, можда не како во другите градови, е сегрегирано. Па така и тоа има свој удел во креирањето на општествената кохезивност, односно на довербата помеѓу различните заедници во Куманово. Ние тоа го работевме, да кажеме, и пред 2015, но за жал до тогаш на некој начин потребата од градење на меѓусебна доверба падна на втор план. Да кажеме, можда ова е бидејќи и многу зависи бидејќи цивилното општество да кажеме и навистина е независно од финансиски од страна на државата, односно на институциите кои сега мислам дека почнаа помалку да размислуваат о тоа како да го поддржат граѓанскиот сектор, но и од донаторската заедница. И како тие ќе постават приоритети, на тој начин и се движи и во Македонија во целост, да кажеме, пошироко и се поставуваат и приоритетите во цивилното општество. Па така можам со сигурност да кажам дека пред 2015 навистина не беше приоритет да се работи или многу мал приоритет беше да се работи на тоа да се гради, да се гледа сериозно и да се работи превентивно во градење на доверба и соживот посебно помеѓу младите на градот. Тоа што направи е сега пак тука жалам бидејќи секогаш треба кај нас нешто да се деси, па да се реагира. Многу ретко се работи превентивно, секогаш се работи како реакција на нешто. Па така секако дека сега имаше некои механизми и начини како тоа да се подобри. Тука би потенцирал дека еден навистина близок партнер на граѓанското општество беше ОПСЕ, организацијата која навистина ни дојде до нас и кажа што можеме да направиме да подобриме ситуацијата. Тоа што направивме заедно со ОПСЕ е бидејќи од тоа што спомна и претходните соговорници е дека навистина немаше некоја реакција официјална и тоа за обичните граѓани не се знаеше дали е завршено, што се случува фактички 2 недели потоа, не знаеш дали да излезеш од куќава, дали се навистина каква е реалната ситуација. Ние како граѓански сектор, да кажеме како организација која делува во Куманово, чувствувавме морална одговорност да направиме нешто посебно за младите, бидејќи не сакаме ова да ги погоди критичната група, односно младите од Куманово, кои исто така може да има навистина големи последици во нивниот понатамошен живот. Тоа што направивме е бидејќи нашиот младински центар се наоѓа во близина на, да кажеме, технички во населбата Тодемендол, но да кажеме во близина и на улиците кај што беа изгорени. Направивме еден мал собир со жителите, чисто онака да ја олабавиме малце ситуацијава. Онака, чисто вечера организиравме, чисто да ги слушнеме што размислуваат понатаму, кои им се нивните потреби, чисто еден мал настан каде што тие може да се искажат како се чувствуваат и што мислат како можеме да ја подобриме сега ситуацијата, бидејќи знаеме дека едно е да се најде кој е крив, а друго е да се што можеме да промениме сега и во моментов. Од тоа што од ресурсите ние што располагаме и од начинот како ние што работиме понудивме можност ние со младите да работиме во полето на градење на доверба, во градење на меѓусебна разбирање и почитување, па така последователно по настаните веќе во август, септември организиравме и
кампови за младите од училиштата кои беа во населбата, се со цел најпрвен да ги оттргнеме од таа средина, односно работевме во Охрид, чисто со цел маце да се почувствуваат на поразлична средина, посигурна средина. И мислам дека тоа влијаеше навистина позитивно, бидејќи нашиот младински центар дневно се посетува, да кажеме, од повеќе од 50 на млади. Па нормално се очекуваше дека во тој период кога после 9 мај, значи за недела две не успеавме, нели, и беше празен, значи сите улици беа празни, немаше никој не се осмелуваше да пројде или да се движи слободно. Па така на некој начин успеавме барем со младите да поработиме и да ги вратиме назад во центарот и да се чувствуваат безбедно во самата заедница. Тоа е една, да кажеме, реактивна мерка, која што беше, можам сигурно да кажам, успешна, посебно во делот на младите, но овие работи ние сме само една, да кажеме, една мала капка во морето, така да овие работи, посебно превентивни мерки, се превзимаат со сигурно вклучување на сите други чинители, и тоа активно и свесно вклучување. Превентивни мерки не очекувам да се работат на ниво на дали ќе имаме странска донација сега да дојде некој да ни поддржи превентивна мерка во градот, туку реално овие работи треба да се организираат од самите структури на градот, на државата, за да навистина се одржливи и им прават смисла.